еднината во пчеларството е во биотехничките методи, да се научи биологијата на пчелата, биологијата на варовата и да се следи квалитетот на исхраната на пчелата, за да може да имаме добри квалитетни пчели. Инаку без тоа нема. И што е многу важно, поради овие временски услови е важно да имаме добро затоплување на пчелните семејства, за да не се таа ремети климата внатре во пчелното семејство. Едукацијата во Меден Исток, односно нашиот едукативен центар, сите нови почетници и сите пријавени учесници на лугата се обучуваат за без употреба на хемиски, односно синтетички средства за борба против воровата болест. Како знаеме, воровата е една од најголемите проблеми моментално во пчеларството, предизвикува сите директни и индиректни болести. Која е алтернативата? Алтернативата биотехничките методи и примената на органски дозволени киселини, значи мравјата и оксаната киселина, како и биолошкиот начин на борба против воровата. Ами имаме некои си Не добро. не толку добри, да не ги речеме, току некои си традиционални навики што овие услови со климатски промени, со реално економски работи се нелогично. Знае, секој пчелар го знае ова. И вика, зошто јас да го ставам сега како мед, во август ми го збират мене црниот мед, костеното, ово, вамо, таму, зошто ја да ставам митрас, пак ќе ставам во крајот на август. Веќе доста. Веќе доста. Интересно е се групите, значи, кои доаѓаат на едукација, може да речеме дека негде 70 до 80% се почетници, меѓутоа има 30 и 20% на учесници кои се веќе со одредено искуство. Со тек на обуката, односно едукацијата до пчеларството, кои самите приметуваат одредени, да не речеме, неправилности или некои банални грешки што ги имаат правено при нивната едукација. Нема разлика дали е со амитраз и дали е со биотехнички методи третирано пчелото семејство. Туку има една придобивка со амитраз и пчеларот се загадува, се труе и тоа со канцерогени материи, субстанции кои се недозволени во амитразот. Јас сум воено лице во пензија, па знам дека амитразот е нервно-паралитички боен отров кој применува во армијата и за тоа што делува на нервниот систем на варовата. Кога се појави на варовата, немало решение и го нашли амитразот. Меѓутоа тоа е минато. Сега ние треба да се свртиме кон биотехнички методи, затоа што ние првите не треба да се труеме при третирањето на пчелните семејства, а потоа потрошувачите и ние домашно конзумираме мед. Овие практики во рамките на јадената група Меден Исток се спроведуваат неколку години, значи сето ова што ќе го презентираме е потврдено, значи и евидентирано на Факултетот за земјоделски науки и храна. Тоа сипи, давајте на свое место. Опа, Ево, прегуше добро. 5 лаѓиче за озбира ставаш, тука е една. Ова не се прави кога имаме влажно време. Затоа што шекерот е хидроскопен И се лепи. и се лепи пчелите, не може да добиете точни резултати на експериментот за проверка на заразеност со варова. Вие суха. Да. Еве го ситото. Тоа е обично сито за брашно, Пече за да може сирлеж од 40-50 денари, зависи на платничарските и за клиничкиот купец. За пчелите не е скупо. За пчелите не е скап. За експериментот не е скап. Овој експеримент е многу ефтин. Само треба пчеларот да си го применува, да знае дали пчелите семејства му се заразени со варова. доволно. Доволно. Малку посејете да видите. И имаме една варова. Можете Го видам, ево таму. Овде.
ова е као оплоден центар. А, браво. И ми од опремава што земавме од кај вас са оплодњаци. Добро. За две матици со 6 рамки со делени во средина со даска. Супер. Овие служат само за оплодување на матици. Многу нешто не сум знае. Ова сега ми отвори многу други погледи на пчеларењето. Поготово проверка на крнеш, заштита од крнеш, без некои отрови да рече. Тоа е многу битна работа, многу нови сознанија. Деловно е прифатливо, деловно не, пошто ја ги имам стандартните задам блат и со тие, значи не можеш да маневрираш како со ланструк и значи метода со затворање на матица во кафес, тоа е прифатливо, може да се прави полесно. А овие други методи деловно може и тоа, ама со даден блат мал мислим ја дека е потешко, иначе прифатливо е добро. 15 години се мачиме со пчеларењето, многу голем проблем ни е со вароата, со карлежот. Размениме доволно искуство, кој што ќе ни помогне во пчеларењето во аспект на полесно, по природно справување со вароата, односно со карлежот. Баш тоа би го издвоил како нешто многу битно кое го научив од овие две средби. Нормално од прво со прогласувањето на Шарпланина као национален парк, тоа значи се покачи мало цената, ама и ако се произведе мало и медот по-органски, не по-органски, него органски, тоа нормално дека ќе се покачи цената.